Колку 3 фудбалски стадиони зафаќа површината на регионалната депонија Русино, каде завршува отпад од 9 општини од државата. Локализирана во близина на Гостивар. Долги години наназад жителите на градот се жалат дека депонијата негативно влијае врз животната средина, особено засегнати се младите. Често се случува да се соборува отпадот кој што е во депонијата. Пред скоро време видјавам дека отпадот беше запален. Буквално никој не може да излегува од дома. Се чувствува лошата миризба и загушеност, зашто депонија да се пали. Едно од најпогодените е околното село Сушица. Уништено е од Русино до атар на село Сушица, до Сушички мост, се што беше плодно земјиште. На 950 метри надморска височина, депонија. Значи, тоа во нивното мислење, значи, кој биле те инженери да направи, значи, да ставиш депонија на глава, овде. И да ти тече право во уста. Тоа не можам да го замислам. Една вода тече тука, речиште ми ја викаме, црна вода. Интересантно. А ми вадиме кромидот патижено со тоа вода. Тој не може да убиет одма, тоа постепено. Русино е нестандардна депонија со висок еколошки ризик за животната средина и здравјето на граѓаните во Гостивар, вели Валентина Штериовска од еколошкото здружение ГВ Еко. Русино е само една планина каде се депонира секаков вид на отпад на едно место. Отпад од домаќинство, батерии, хемикали, пластика, текстил, хартија, стиропор, умрени животни, масло, гуми, лекови, што уште не. Депонијата Русино, посебно во летниот период, представува еколошка темпирана бомба и гостиварчани се сведоци на често горење на депонијата и производство на огромни количини отровен чад и лоша неподнослива миризба во Гостивар. Како последица на неправилното третирање на отпадните материи, посебно опасниот отпад, се јавуваат акутни и хронични ефекти врз здравјето на човекот, посочува доктор Берун Мустафа, специјалист по хигиена и здравствена екологија. Акутните ефекти се манифестираат во времето на контактот со отпадната материја, во вид на болести врз кожата, слузокожата, врз органите, додека хроничните ефекти се јавуваат после низ години. Околку се третира отпадот на правилен хигиенски начин, тоа ќе дојде до помалку ефекти врз здравјето, помали негативни ефекти врз здравјето на човекот и животната средина. Граѓаните бараат со депонијата да се раководи согласно пропишаните стандарди. Треба или да се направи да биде депонија со сите стандарди, или вака јас, више сум во многу години. Ама вие младите тоа ќе осетите.